Управниот одбор на Академијата за суди и јавни обвинители го притисна копчето за поништување на огласот на последната генерација на суди и јавни обвинители, која заглави уште на приемниот испит во предизборието во 2024 година. Ова прашање кое долго време се провлекуваше на седниците на управниот одбор на Академијата и во претходниот и во актуелниот состав, вчера го затвориле со одлука да се поништи огласот за прием на 130 слушатели во почетна обука на Академијата. На прашањето на Телма од Академијата ги посочија необезбедените финанси меѓу клучните причини. Образложението за причините за однесената одлука на управен одбор ќе биде содржана во писмено изготвената одлука која ќе биде објавена на веб страницата на Академијата во текот на наредната недела. Генерално причините се променети услови во законите, укинување на финансиска согласност, а потоа и необезбедени финансиски средства. Академијата, чија основна цел е да обучува нови суди и обвинители, е без студенти од крајот на минатата година, кога заврши 8-та генерација. Последиците ќе се почувствуваат во следните години. За да излезе нова генерација суди и обвинители обучени од Академијата, потребни се најмалку 2 до 3 години, а земјата веќе се соочува со голем недостаток, што беше нотирано и во извештајот на Европската комисија. Недостасуваат над 270 судии, а тоа веќе влијае и на ефикасноста во судството. Огласот за прием на 130 нови академци беше распишан во јануари 2023 година. Една од пречките беше истечениот тендер за софтвер за електронско полагање, поради што се менуваше законот за да може квалификацијскиот тест да се полага во хартиена форма. Приемните испити го зафатија и предизборието во 2024 по представка на тогашната кандидатка за председател, Гордана Силјановска-Давкова. ДКСК донесе одлука дека приемниот испит треба да се стопира, со образложение дека постапката завршува со вработување, а тоа е спротивно на изборниот законник. Одлуката ја потврдија и управните судови. Но и по изборите, оваа генерација остана заглавена. Новата влада ги запре сите постапки за вработување од претходно, а Академијата од тогаш постојано бараше финансиски средства и соопштуваше дека не ги добила.